Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Власта во кампања пред официјалната кампања. Од етички аспект е дозволиво правење увид. Не е дозволено пуштање во употреба. Некогаш го критикуваа Груевски, денес самите го прават истото. Контрапродуктивно е за нив. Тоа не им носи политички поени, ниту ја гради нивната доверба. Истрагата против екс-генералниот секретар на владата Драги Рашковски е пред обвинение. Заврши вештачењето на доказите. Следува распит на осомничените. Нормално, според законот, тие може да дадат своја одбрана, може да се бранат и со молчење. Шекеринска од САД по средбите во Пентагон и во Стејт департментот. Мислам дека можеме да се надеваме на поддршка и интерес кон регионот, но она што мора да го калкулираме е дека ќе постои многу голема конкуренција со други теми кои што се и покритични. Дали Западниот Балкан би можел да стане новата Кина за европската автоиндустрија? Останете со нас. Сториите се по рекламите. Гледате 360 степени. Секојдневното присуство на премиерот Зоран Заев на настани на кои врши увид во проекти што се прават со јавни пари во предизборен период, за него лично е во рамките на законите. Така е и за антикорупцијската комисија, од каде сепак ја доведуваат во прашање етичноста на ваквиот владин пристап. Зоран Јовановски на темата на која СДСМ кога беше во опозиција зборуваше нешто сосема друго. Лопати, ленти, голови го одбележа владењето на екс-премиерот кој избега Никола Груевски. Станува збор за два силни гиганта од Германија, кои што ќе отворат над 2000 нови работни места. Тие прошетки и ветувања со години беа главна вест на најголем дел од медиумите, а владината пропаганда се пушташе на најако, особено пред избори. Затоа Груевски заработи и ваков епитет. Жално е Никола Груевски со спортските сали и со лопатите, лопатару еден. Опозицијата го критикуваше пристапот, па дури се подсмеваше на тоа што Груевски пушташе во употреба и малски чешми. По изборите во 2014 година, се уште свежо избраниот лидер на СДСМ Зоран Заев побара таа пракса да престане, повикувајќи се на ОПСЕ ОДИХР. Меѓународната наблюдувачка мисија побара цврсти гаранции за одвојување на партијата од државата, бидејќи се констатирани злоупотреби од страна на власта на Груевски и несоодветно разграничување на партиските од државните активности. Некогаш обесправениот опозиционер Зоран Заев, од позиција на премиер на само месец и половина од одржувањето на локалните избори, пушти во употреба адреналински парк. Скейтери, ролерџи и бајкери во посебно уреден простор и амбиент. На почетокот на месецов, премиерот, министри, градоначалници го отворија и новиот објект на Битпазар. Градоначалникот и неколку министри го отворија и реконструираниот плоштад и градскиот парк во Крива Паланка. Следуваа увид во изградба на електрана за биогаз во Сарамзалино, увид во изградба на водовод во Сарај, реконструкција на патот во Бојане. Бојане е населено место во општина Сарај. Го посетивме за да провериме што се случува на терен откако ќе заминат високите гости. Патот се гради. Некои жители се свесни дека тоа се прави пред избори, но не им смета. Згједјет, апо циклет згједоре, јан моменте калусе. Понимет, апо интервенимет на инфраструктур, gjithmonë mbeten për banorët tonë. Kështu që nuk do ta marrim si punë para zgjedhore. Se ne si banor Bojanos na të informum prej moti, domethënë para një viti ose di se kanë filluar proceset e tenderimit, si shkojnë ato procedurat për të marrë kompania tenderin për të punu mjetët që ndo, dhe tani ka ardhur momenti për të punu. Gjatë ka nuk është organizu, saktësisht vitit nuk i di, por me 10 vjetë e kusur. O po investime kështu gropa të mbushura, por jo investime kështu si duhet, nuk ka pas. Набиената владина пиар агенда ја прекина еден од најтрагичните настани во поновата историја на државата. Следуваше 3-дневна жалост и 5-дневен молк од премиерот, дотогаш секојдневно јавно присутен.
Според експертот за односи со јавност Гоце Пачемски, овој настан ги врати владините функционери во реалноста. Ваквиот настан им ја сруши стратегијата. Тие досега има една стратегија, политичката пропаганда. Пораки кои однапред се дефинирани за да ги останат или донесат на власт за едно. Да ги остават на власт. Ваков настан очигледно им ја сруши таа стратегија. Не можете веќе да продолжите на истиот начин. Едноставно јавноста веќе нема капацитет ниту желба да го слушне веќе тоа. Таа бара одговори на конкретни прашања поврзани со кризата. Во таква ситуација, на таква поставена стратегија, не можете да се адаптирате. Сепак, по неколкудневна пауза, владината PR агенда продолжи со посета на премиерот, министри и градоначалници на пречистителна станица во Штип, која е во завршна фаза од изградбата. Таму добивме можност да го прашаме како од позиција на премиер гледа на овие активности откако изборите се веќе распишани. Заев се повика на изборниот законник и договорот од Пржино, дека од 20 дена пред почетокот на кампањата до крајот на изборите е забрането да се почнува со изградба на објекти или тие да се пуштаат во употреба. Увидот на терен го немало меѓу забраните. Критикувавме почеток на градби со лопатите, темелите ставени и слично. Критикувавме црвените панделки и ленти пуштањето во употреба. Сега го нема. Може би лентите и панделките ги нема, но вие сте се присутен последниве недели. Само да дозавршам. Значи, сега ги нема црвените панделки, значи нема пуштање во употреба, ниту пак ги има лопатите и камен темелници за почетоци на градба. Тоа беше нашето барање, тоа е постигнато, опозицијата тогаш наша тоа го бараше, власта тогаш на тоа го прифати. И денеска тоа е како што е секаде во светот. Значи смета дека од етички аспект е дозволиво? Од етички аспект е дозволиво правење увид. Не е дозволено пуштање во употреба и не е дозволиво... Пуштање во употреба Адреналин парк во Скопје, бевте? Пред 7 септември. На изборниот законник се повика и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, дека забраната за градба на објекти не се однесува на работите планирани со годишната програма. На голем број инвестиции во фабриките. Не е ова истото заради тоа што работиме тековно на тековните проблематики и тоа е нешто кое што е во изборниот закон. Да владата работи и институциите да работат тековно, но не при тоа да пуштаат во употреба да сето она кое што забрането со членот 8а и тоа го почитуваме секако. Владините функционери имаа објаснување, но тоа не значи дека уживаат разбирање кај граѓаните. За жителите на Штип со кои разговаравме, посетата беше за собирање поени. Тоа е веќе изживеано. Дежавю, тоа е веќе изживеано. Значи народот не може веќе така да го лажеш како што се го лажеа пред 10, 15 или 20 години. Многу е народ разочаран и од оваа власт и од таа власт. Сите работи што се случуваат пред избори. Значи не гледам некоја разлика од изминатите години која е за други избори. Кај мене лично, јас лично си знам за кого ќе гласам. Така да нема тоа никакво влијание кај мене. По Штип, веќе следниот ден премиерот, првиот вице-премиер, министри и градоначалници заминаа во Сарај, во посета на приватна фабрика. Таму добивме шанса да побараме став од заменикот на премиерот Артан Груби. Тој не цитираше законски одредби, туку се повика на владините задачи. Тоа е задача на владата да гради, да прави проекти, да реализира. Ова е всушност приватна инвестиција и сме дојдени како гости на приватните инвеститори. На актуелниот градоначалник на град Скопје пак Петре Шилегов не му е важно дали се работи за предизборен период. Тоа се активности кои што ние прво беше во надворот од датумот на доставување на кандидатурите и Адреналинскиот парк и Битпазар, меѓутоа и двете работи се работи кои што едната ја направи општина Карпош, другата градот со давање на сообраќајни решенија помогна да се изгради тој паркинг таму. Скопје раскопано на многу страни, дури е тешко да се помине. Мораше сега да се раскопа пред избори, тоа ми е прашањето. За тоа критикувавте кога бевте во опозиција? Значи би сакал да ве вратам во континуитет на политиките што ги креирав јас како градоначалник. Сега вие ме носите во тој дел со прашањето. Во градот Скопје во изминатите 4 години без ова се реконструирани над 40 сообраќајници. Значи не станува збор за инцидент, туку станува збор за доктрина. Интензивното инвестирање во квалитетна инфраструктура е добро за нашиот град. И од тој аспект гледано мислам дека независно дали е изборен или неизборен период, ние ќе продолжиме со таа политика.
PR експертот Пачемски смета дека комуникацијата со јавноста е маратон, а не спринт пред финишот. Контрапродуктивно е ова што го прават сега политичките партии. За нив не го правеле тоа долго време и сега на крајот велат, аха, ние го направивме. Никој не им верува во тоа. Контрапродуктивно е за нив. Тоа не им носи политички поени, ниту ја гради нивната доверба кај гласачите. Туку напротив ги одбива. Затоа што луѓето велат, аха, ти всушност сакаш мене да ми излажеш. Тоа е она, како да кажам, ефектот од ваквото однесување. Затоа смета дека предизборните активности се насочени кон одредена таргет група. Тука станува збор на пораки смислени за мотивација на она членство во политичката партија која во моментот е многу блиска до актуелните раководства во партијата. Не станува збор тука ни за сите членови и симпатизери, тоа е поширок круг. Станува збор само на припадниците на кланот, кој во моментот раководи со политичките партии. Тоа е докажан феномен во Македонија и во политичката култура во изминатите 30 години во Македонија. Од Државната комисија за спречување корупција забележале дека токму сега, на крајот од 4-годишниот мандат, многу локални власти почнале големи проекти. Иако тоа не е, како што велам, директно прекршување, бидејќи изборниот законник предвидува дека во овој период не сме да се започне со изградба на објекти, да речеме, од инфраструктурата, доколку за тоа не се предвидени средства и не се во планот. Меѓутоа, оно токму во овој период да се поклопи планот за изградба нови објекти е навистина во најмала рака, јас би рекол од етички аспект под знак на прашање. Под прашалник или не, активностите на владината PR агенда продолжуваат. Денеска премиерот не посети објект, туку настан. Одбележување 75 години од основањето на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија. На крај, настанот се покажа како парадигма за тоа дека меѓу PR-от и реалноста секогаш постои разлика. Присутните пензионери очекуваат тие, а не новинарите да поставуваат прашања до шефот на владата. По реакциите, новинарите добија можност за прашања, но надвор од салата. Во салата, пензионерите си ја продолжија прославата, без новинарите и без премиерот. 6 месеци откако 360 степени го отвори случајот со спорните набавки на софтвери од поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски, од јавното обвинителство стигнуваат најави за обвинителен акт во скоро време. Тоа е големата слика во предметот, во кој има серија други интересни детали кои ги донесува Ирена Каревска. Истрагата против екс-генералниот секретар на владата Драги Рашковски е пред обвинение. Заврши вештачењето на доказите, следува распит на осомничените. Нормално, според законот, тие може да дадат своја одбрана, може да се бранат и со молчење. Паралелно тече нова предистражна постапка, во која се проверува дали имало манипулации со софтверот за полагање државни испити. Се што има побарано обвинителството, све им е доставено до обвинителството. Рашковски е во домашен притвор, но има дозвола да излегува од домот од здравствени причини. Откако се појавија овие фотографии, обвинителството најави дека ќе проверува дали осомничениот излегувал од дома вон дозволеното време. Пред повеќе од 6 месеци, 360 степени ја објави првата од серијата истражувачки истории, во која обелоденивме дека екс-генералниот секретар на владата Драги Рашковски купил софтвер за автоматско казнување за сообраќајни прекршоци од 81.000 евра. Ова треба да биде само еден дел од целокупниот сейфити систем. Единствената институција со право да казнува, Министерството за внатрешни работи, брзо ја урна тезата на Рашковски со ставот дека ниту барале, ниту планираат да го користат софтверот, за кој никој не ги прашал. Во одбрана на Рашковски, сепак застана премиерот Зоран Заев. Чуму ние би правеле софтвер ако немало некоја причина заради МВР. Лично јас проверив, постапката е целосно законито направена. За случајот прво се заинтересира антикорупцијската комисија.
Откако објавивме и дека софтверот што го купил Рашковски е речиси идентичен со негов претходно регистриран патент и дека бил платен пред да биде тестиран, во приказната се вклучи обвинителството. Веста дека е покрената предистражна постапка против него, Рашковски ја слушна на одмор во Мексико. Од функцијата секретар во кабинетот на премиерот се повлече дента кога објавивме дека вози луксузен джип, што не фигурира во неговиот анкетен лист. Неколку дена по оставката, Рашковски беше приведен, а предметот против него напредуваше во истрага. Освен тој, беа осомничени уште 3 лица. Премиерот Зоран Заев продолжи да покажува разбирање. Никој не е виновен додека не се докаже вината. Првичната одлука на судот беше 30-дневен куќен притвор за првоосомничениот Рашковски и второосомничениот Даниел Станчев. Ке следи жалба на таквата одлука. Со мерката на куќен притвор сметаме дека и натаму ќе постои опасност од влијание на сведоците. На 21 април Рашковски и Станчев влегоа во шутка. Од шутка Рашковски ја слушна веста дека против него е отворена втора истрага за други набавки и склучување авторски договори. Работиме, собираме документација и сослушуваме сведоци за набавка на уште еден софтвер. По месец и половина затворски притвор и 2 истраги против него, апелацискиот суд во Скопје го пушти Рашковски во куќен притвор. Денес предметите против Рашковски кои беа во фаза на истрага се споени во еден. Шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал веќе најави обвинение, откако ќе завршат уште неколку дејствија. Материјално-финансиското вештачење е веќе готово и беше доставено до нас. Можам затоа што веќе го доставивме и до одбраната, така да тоа можам да го кажам, се чека уште едно вештачење. И од следната недела се почнува со распит на осомничените. Нормално, според законот, тие може да дадат своја одбрана, може да се бранат и со молчење. Дополнително, обвинителството отворило уште една постапка, предистрага за сомнежите за манипулации со софтверот за полагање државни испити. И тој тендер го склучи Драги Рашковски како генерален секретар, и тоа со фирмата која е под истрага за софтверот за сообраќајни прекршоци, Инвока. Со тој систем, своите испити електронски ги спроведуваат 13 институции, меѓу кои Академијата за судии и јавни обвинители. Знам дека се вршеа одредени вештачења во таа насока, но видете, не можам јас во детали да ги знам сите предмети. Така да, но бидејќи колешката при редовно реферирање на овој предмет нема споменато ништо во таа насока, веројатно дека и нема некои елементи за кои би можеле ние да постапуваме. Обвинителството во неколку наврати барало информации за истрагите од повеќе институции, меѓу кои и владата. Според сознанијата на 360 степени, некои предмети кои ги набавувал Рашковски во спорните тендери, а никогаш не ги искористил, се најдени во простории надвор од владата. Наследникот на Рашковски, актуелниот генерален секретар на владата Мухамед Зекири, ја потврди само соработката со обвинителството. Се изврши вореден попис, пописната комисија си ја заврши работата и за сето тоа за што беше заинтересирано обвинителството веќе има добиен одговор. Ние не сме дел од истрагата, ние технички помагаме за тоа што они се обраќаат официјално за тоа што им е потребно и ние сме флексибилни и им одговараме на време за се што се нивни потреби во однос на истрагата. Една од последиците од истрагите против Рашковски е заплената на компјутери кои се користеа за полагањето државни испити. Поради тоа, системот е се уште блокиран. Интервентно, владата нашла нова фирма за да се спроведе испитот за прием на кандидати во Академијата за судии и јавни обвинители. Останатите ќе го чекаат неодамна распишаниот тендер за таа намена. Зошто се чекаше толку долго од моментот на заплената на компјутерите?
мораше повторно да се контактираат сите институции, да се прашаат дали се согласни да се направи повторно групна набавка за сите. И од сите институции кои што беа вклучени во групната набавка претходно, сега се само две, не се дел од истата. Мислам дека Министерство за здравство не е, бидејќи имало направено законски измени и повеќе нема да им се потребни. Испити кои што ги извршувале претходно и инспекцијски совет, ако не грешам. Сите други институции се согласија повторно да бидат дел од групната набавка, затоа што финансиски е поисплатливо отколку секоја институција посебно да направи јавна набавка за истата работа. Адвокатите на Рашковски одбија да ги коментираат предметите против нивниот клиент. Своите ставови засега ги преточуваат во жалби пред надлежните институции, како онаа во која понудија $500,000 во имоти пари за Рашковски да излезе од чутка. Со гаранцијата се согласи и вишото обвинителство, но апелацијскиот суд на крај не ја зеде предвид. Сепак, делумно ја уважи неговата жалба и го врати во куќен притвор. Поради опасност од бегство и влијание врз сведоци, судот забрани Рашковски да употребува телефон и други средства за комуникација. Откако Рашковски дојде дома, обвинителството побара да биде вратен во шутка, бидејќи ги прекршил забраните за комуникација. Кривичниот суд го отфрли барањето со неочекувано тврдење, дека такви мерки во тој момент не постоеле. Проблемот е што кога Советот во Кривичниот суд на барање на обвинителството го продолжил куќниот притвор на Рашковски на 2 јули, во решението не ги ставили мерките за забрана на комуникација. Ставот на судот е дека постапиле така, бидејќи обвинителството не ги побарало. Кривичниот совет донел решение согласно предлогот на јавниот обвинител, кое решение било доставено до надлежниот обвинител и потврдено од апелациониот суд. Обвинителката Русковска потврдува дека не предложиле мерки за предпазливост, но бидејќи такво нешто не се барало кога се продолжува мерка притвор. Имаше едно соопштение за еден медиум од страна на апелациониот суд во Скопје. И таму во соопштението е многу добро објаснето дека обвинителството само бара продолжување на мерката притвор или куќен притвор, но не и на веќе определените мерки. И тоа јасно стои и во соопштението на апелациониот суд во Скопје. И 360 степени се обрати до апелациониот суд. Прашавме зошто го потврдиле решението на Кривичниот суд без забраните за комуникација, кои токму апелацијскиот суд ги определил со првичното решение за куќен притвор. Одговорија дека на спорното решение од Кривичниот суд се жалел само Рашковски, па немале основа да донесат решение со нови елементи на негова штета. Во конкретниот случај не била изјавена жалба од страна на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, па согласно одредбата член 428 од ЗКП, апелациониот суд Скопје немал законска можност на штета на осомничениот да го приначи решението, на начин што дополнително би определил мерки на предпазливост, кои претходно биле определени со решението од 4.6.2021 година. Во моментов Рашковски повторно има мерка за забрана за комуникација. Како забраната привремено исчезна, останува нејасно. Со тоа останува неодговорено дали и колкава штета нанел Рашковски на истрагата, додека можеше слободно да комуницира, па и со осомничените и сведоците во предметот. Минатата недела пак во јавноста излегоа фотографии од Рашковски, како се шета додека е во куќен притвор. Објаснувањето е дека основниот суд му дозволил во одреден период од денот да користи здравствени услуги, но обвинителството побарало лицето кое го уловило Рашковски да го достави телефонот кај нив, за да се види дали шета во дозволеното време. Ако се докаже спротивното, ќе се бара повторно да биде вратен во шутка.
Продолжуваме со кратко интервју со министерката за одбрана Радмила Шекеринска, во која ја прашуваме за содржината на нејзините средби со американскиот секретар за одбрана Лојд Остин и со новиот шеф за регионот во Стейт Департментот Габриел Ескобар, како и за кризата во односите на релација САД-Франција по одлуката на Австралија да ја откаже набавката на француски за сметка на американски подморници. Со Шекеринска, која се уште е во посета на САД, разговара Владимир Мирчевски. Министерке, по доаѓањето на Бајден во Белата куќа, многумина воздивна, сметајќи дека трансатлантското партнерство на САД и Европа, вклучувајќи го тука и Западен Балкан, ќе се врати на нивото на кое беше пред мандатот на Трамп. Какви пораки слушате на средбите во Пентагон и Стейт Департментот? На каков ангажман и интерес американски може да се надева Северна Македонија? Мислам дека можеме да се надеваме на поддршка и интерес кон регионот, но она што мора да го калкулираме е дека ќе постои многу голема конкуренција со други теми кои што се и покритични и кои што за Америка стануваат на моменти поалармантни или победни. Со каков печаток заминувате од средбата со новиот заменик помошник државен секретар и специјален пратеник за Западен Балкан Габриел Ескобар, кој го замени Метју Палмер на оваа функција? Имавме навистина многу добра, многу важна и квалитетна средба со новиот представник за Западниот Балкан, со господинот Ескобар. Уште на самиот почеток, она што е позитивно за нас, ми даде до знаење, ја испрати пораката дека и неговата кариера започнала на Балканот и дека буквално неговата амбиција е многу голема. Дека очекува навистина Соединетите Американски држави да имаат постојан ангажман, да водат политика кон Балканот, а таа политика се поклопува со нашите стратешки интереси. Тоа е безбеден Балкан, тоа е Балкан кој што соработува и ги решава своите проблеми, но тоа во исто време и Балкан кој што е интегриран во Европската Унија. Она што беше важно е што и во услови на ковид рестрикции, кои што се особено големи во американскиот Стейт Департмент, пораката на администрацијата е дека Северна Македонија е сојузник на кој можат да сметаат и сојузник со кој имаат навистина заеднички интереси. Така што јас и таа средба ја сметам како порака во таа насока. Дека нашето партнерство, нашето сојузништво, особено после членството во НАТО, веќе има и дополнителна зрелост. Во минатото, своевремено со секретарот за одбрана Джеймс Матис, изградивте одлични релации кои подразбираа дека земјава има близок пријател на исклучително висока позиција во Вашингтон. Како помина средбата со новиот секретар за одбрана Лојд Остин? На поранишниот секретар за одбрана Матис, нашата држава многу му должи. Во едни моменти кои што беа критични и во рамките на НАТО, и во рамките на американската администрација, буквално ни обезбеди влезницата. Ни обезбеди американската поддршка на нашето членство. Меѓутоа, мислам дека и фактот што имавме прилика на највисоко ниво да се сретнеме со првиот човек на Пентагон, покажува дека тоа не било однос на еден човек во поранешната администрација, туку дека тоа навистина е доверба која што како држава успеавме да ја создадеме во Соединетите Американски држави. Знаете како сојузништвото не се прави на состаноци. Ама кога во вакви околности ќе добиете состанок, тоа е резултат на сојузништво кој што сте го создали и сте го развиле со многу работа и со создадена доверба. Пораката главна која што ја слушав на сите средби, особено на средбата со секретарот во Пентагон, е дека смета дека трансформацијата која што ја направивме како држава и во поглед на домашните реформи, и во поглед на односите кон соседите, е еден од ретките светски примери. И дека сакаат да се чувствуваат како дел од тој успех. Така што мислам дека и самата средба во моменти кога во Вашингтон се одвиваа навистина многу важни и тешки прашања врзани со безбедноста, покажа дека
со работа, со доверба и со одржан збор сме создале навистина силно блиско сојузништво кое што и САД го цени. Министерка, од соопштенијата од вашите средби во Вашингтон може да се прочита дека една од темите е блокадата на Бугарија за влез во Европската унија, поточно за почеток на преговорите со Европската унија. Дали Соединетите американски држави имаат начин како да влијаат на ова прашање за да се деблокираат евроинтеграциите на Северна Македонија? По ова прашање сите треба и сме внимателни. Одлуката за почеток на преговори со Европската унија ја носи Европската унија. Меѓутоа, ако постоела една тема по која САД и Европската унија имале навистина идентична позиција, тоа од секогаш било дека Балканот е важен и стратешки и безбедносно и дека иднината на Балканот треба да биде во Европската унија. Така што се разбира дека како и со Преспанскиот договор, како и со сите претходни премрежија низ кои што минавме, прво сами треба да се посветиме на прашањето. Се разбира дека одлуката ќе се носи во европските главни градови, голем дел од одлуката ќе се носи и во Софија, но не е сеедно каква ќе биде позицијата на еден геополитички фактор како што е САД. И мислам дека пораката конзистентна беше онаа која што ја спомнав пред некоја минута. Стратешки интерес на САД е безбедна, стабилна и просперитетна Европа. Стратешки начин да се стигне до таа цел е Балкан кој што е мирен, Балкан кој што ги решава проблемите и Балкан кој што е дел од Европската унија. Така што мислам дека е важно дека и од Вашингтон ќе стигаат такви пораки. Вашиот престој во Вашингтон доаѓа во период на сериозна политичка криза меѓу сојузниците на Пацификот. Колку заладувањето на односите меѓу Франција и САД поради новиот пакт на Америка, Велика Британија и Австралија во Индо-Пацификот треба да го загрижува регионот, Балканот и земјава? Како членка на Алијансата, дефинитивно имаме интерес од тоа Алијансата да е поефикасна и да е поуспешна. А предуслов за тоа е кохезијата. И мислам дека тоа беше клучната порака и клучната цел на последниот самит на НАТО. Сметам дека и овие две глобални сили, но и Алијансата ќе смогнат начин да ги надминат овие разлики. Но прашањето околу пактот, малку помалку пактот, малку повеќе и набавката на голем број на подморници, покажува колку и вниманието на Соединетите американски држави се движи, се поместува од Средниот исток кон Далечниот исток и кон Пацификот. И сметам дека анализите мора да ги вршиме земејќи ги предвид сите овие работи. Значи не е само Авганистан, не е само овој договор, туку тоа е едноставно резултат на новата политика која новиот американски претседател Бајден многу отворено ја дискутираше и во текот на предизборната кампања. Така што во Вашингтон малкумина се изненадени од таа промена. Факт е дека најверојатно комуникацијата помеѓу сојузниците не била извршена на најдобар можен начин и сега се соочуваат двете земји со можеби најтешкиот момент во билатералните односи во последно време. Но историчарите би кажале не е тоа прв пат, најверојатно нема да биде ни последен пат, но силата на Алијансата од секогаш била што во вакви моменти сепак разумот и заедничките интереси надвладувале. Министерке, ви благодарам за гостување во 360 степени. Благодарам, фала на поканата. Поздрав. Може ли регионов да се наметне како алтернатива за Кина за автоиндустријата во Европа, откако ковид кризата ги нагласи проблемите во производството и транспортот? Северна Македонија и другите држави од Западен Балкан веќе се домаќини на повеќе странски инвестиции во оваа област. Петар Клинчарски. COVID-19 ја крена рачната и на автомобилската индустрија на глобално ниво. Кризата не ја одмина ниту земјава, која иако не произведува автомобили, веќе е играч на пазарот на делови и компоненти. We see a situation that
the supply chain is very much disrupted. We have lots of components that we have to find alternative ways of supplying them in order to keep our customers going. Главниот проблем е во Кина. Пандемијата го намали тамошното производство и го отежна транспортот, а оваа држава е најголемиот снабдувач на суровини и делови за европските автомобилски компании. Hier wird es möglicherweise auch eine Umstrukturierung von Lieferketten zukünftig geben, dass Lieferanten näher zu ihren Kunden auch kommen werden. Во обид да се консолидираат глобалните синџери на достава, на маса веќе е идејата новите компании и добавувачи да се бараат на европскиот континент. Дали Западниот Балкан би можел да стане новата Кина за европската автоиндустрија? Пред појавата на COVID-19, близу 60% од глобалните набавки во автомобилската индустрија доаѓаа од Кина. Ретки се компаниите што не ја искористија можноста да добијат квалитетен производ за ниска цена и покрај ризиците. А најголемиот ризик, да се биде зависен од едно место, се материјализираше кога се појави пандемијата. Во Европа, последиците најмногу ги почувствуваа германските компании, но не само во Германија, туку и оние кои во земјава произведуваат електронски, мехатронски и софистицирани делови за светските автомобилски гиганти. Фабриката на германски Костал во Охрид, например, го намалила производството поради недостаток на процесори од Кина. We have a lot of electronics here, which means that the whole situation in the global industry, the consumer electronics took over most of the supply for the global microprocessors, and the automotive industry was playing catch-up. А кога некој производ го нема во доволни количини на пазарот, неговата цена расте. Но освен што деловите од Кина станаа поскапи, затворањето на границите поради пандемијата го отежна и транспортот. It's not really about closure of borders. Logistics has continued to operate, but yes, there is additional cost involved with incoming transport and special freights. Sometimes we have to utilize weekend work and overtime in order to meet the demands based on the timing when we get the raw material in place. Капак на се, а и дополнителна причина да се размислува производството на компоненти да се пресели поблиску до Европа, беа уште неколку непредвидливи настани. Пожар во фабрика за чипови во Јапонија, неповолни временски услови за производство во Тајван и Тексас и блокадата на Суетскиот канал. Овие глобални настани го погодија и Маркарт. When we receive the parts, it's on very short notice. We get these parts on special delivery, so we have to pay, or sometimes the customer pays for it, and then we have to produce it and ship it out then immediately. Also, especially not on the regular truck, not on the regular supply chain. So we have to send it out with a van directly to the customers, and that costs additional money, which is a burden at the moment, a high burden for us, and also for our suppliers and for our customers. Генералниот менаџер Волфан Кајхер објаснува дека не е лесно секојдневно да им објаснува на клиентите зошто доцни испораката. Прогнозите се дека материјалните потреби за производство ќе доцнати во тековното тромесечје. From the Marquardt perspective, we have still good business. We are making money, which is important. So the business is really good. But the shortages in the supply chain is our biggest problem at the moment. Now starting even for plastic components, for plastic resin, which is also in short notice, short supply, and but I'm not afraid. I'm really confident, and I'm looking forward for really a good 2021 in general. И покрај кризата во синџирот на суровини, странските компании во развојните зони успеале да имаат подобри резултати од минатата 2020 година. Во првите 3 месеци од годинава, споредено со истиот период лани, се зголемиле и платите и бројот на вработени. Во ланската кризна година, слободните економски зони придонеле за 47% од македонскиот извоз, при што 90% од вредноста на производите од областа на автомобилската индустрија. We need to put this into the context of the overall performance of the Macedonian economy in terms of exports, where the
decline of exports was in double digits, meaning that still the economy within the zones went through that part of the crisis relatively well. Деспотовски вели дека покрај финансиската помош која ја нудат на дел од погодените компании, во следниот период ќе работат и на намалување на царинските давачки со тарифи, слични како оние во рамки на ЕУ. Of course, part of those negative figures do not exclusively come from declining revenues. It can be also on the grounds of increasing investment activities. But for some of them that we consider to be affected, we try to find a way how to assist them basically to keep the head above the water, let's say, in this interim period. Of course, we do not speak only about financial assistance. Во регионот, освен земјава, значајни инвестиции во автомобилскиот сектор успеа да привлече и Србија. Една таква е компанијата Новелик, формирана во 2012 година, која функционира во рамките на научно-технолошкиот парк во Белград. Компанијата развива патентирана технологија, како радари и сензори за автомобили, и речиси 2/3 од приходите им се од Западна Европа и САД. We are developing radar sensor technology that detects any life and that can detect baby forgotten in a car and alarm parents, or if parents do not react, there will be other things that can be done to save the life of a baby forgotten in a vehicle. This is very important development, and it is going to be mandatory as of year 2024 for all the vehicles in the European Union that are aiming at 5-star rating at the major tests for the safety of the vehicle. Но и тие се соочиле со недостаток на делови за време на COVID-19 кризата, па донеле стратешки одлуки со кои го зголемиле бројот на партнери за соработка. There were problems in the beginning of the crisis, but today I cannot say that there are problems for us as a company which develops for automotive, robotics and smart machines industry. Србија и Северна Македонија се земји во кои големите странски компании, меѓу кои германските, се повеќе инвестираат во производство на автомобилски делови. Тектонските промени во синџирот на суровини се чини дека се огромна шанса тие драматично да растат. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat eine weltweite Umfrage geschaltet, bei der gerade in Bezug auf die Lieferketten die Frage gestellt wurde, ob es erhöhte Kosten gäbe bei den Produzenten, und das wurde bejaht. Und hier wird es möglicherweise auch eine Umstrukturierung von Lieferketten zukünftig geben, dass Lieferanten näher zu ihren Kunden auch kommen werden. Предноста на Северна Македонија, Србија и генерално Западен Балкан пред другите конкуренти е близината до пазарот на ЕУ, работните вештини и цената на трудот. Анализата на Институтот за демократија Societas Civilis насловена "Време да се преселиме во Западен Балкан, како диверсификацијата на глобалните синџири за снабдување може да има корист за отпорноста на ЕУ", наведува дека токму овој регион може да биде идеален за преместување на дел од производството од Кина. Ако алтернативните добавувачи имаат седиште во ист регион, ранливоста останува. Затоа добавувачите мора да бидат лоцирани во различни географски региони. Тука локализацијата влегува на сцената. По дефиниција, локализацијата повлекува пренасочување на синџирите на снабдување кон добавувачи во специфични земји и региони во непосредна близина на крајниот клиент. Иако локалните извори може да ги зголемат трошоците за производство, тие нудат повеќе материјални придобивки во други области. Ја намалува комплексноста на снабдувачките синџири, ги минимизира временските периоди, ги намалува или елиминира тарифните трошоци и ги намалува ризиците за прекогранично одложување. Реорганизацијата на синџирите за снабдување би можела долгорочно да им се исплати и на европскиот бизнис и на европската политика. Не само што ЕУ ќе биде помалку зависна од Кина, туку и Брисел ќе добие политичко влијание во регионот, кој сака да стане дел од Унијата. Реклами па нова саботажа.
Следејќи ги светлите историски примери на големите дејци и грандиозните резултати кои ги донесе проектот со идентична содржина, предизборно, декада по првичниот успех на тие за кои се сметаше дека не смеат да служат за пример. Токму од нив е ископирана ексклузивната идеја на радост и задоволство на корисниците. Каде е метларката? Сега ќе имаме канти кои што ќе бидат на затворен систем, па нема да смрде. Ние до сега нашите ѓубри ги собиравме во канти што се вика од тенекија, кој што и смрдеше, во кесиња се собираше, каде што се собираше и муви, така да речам. А звучи просто неверојатно дека ваквата грижа всушност била нечии сон, за разлика од просечните млади луѓе, чии желби се поскромни. Просветлените, уште од мали нозе се проектирале себе си седнати во функционерска фотелја, од која ќе командуваат со собирањето на градскиот смет. Кога и како се роди идејата кај вас да се кандидирате за градоначалник на Битола? Идејата се роди уште одамна, во студентските денови, а веројатно сум ја носел и во самиот себе цело време. Идејата не беше добро дефинирана баш за градоначалник. Каде е метларката? Вистинска среќа е што ниту граѓаните немаат некоја добро дефинирана идеја каде се наоѓаат, па од притисокот на европскиот сон кој никако да стане јаве. Почнале да халуцинираат дека живеат во некоја сосема друга држава, во која институцијата кон која се посочува прстот се именува со чудна германска кованица. Државата е крива, горе владата. Бундестапо, баш. Каде е метларката? Гледате самите како реагираат. А тие реагираат брзоплето и без да помислат што говорат кога ќе бидат прашани. Па со полна уста, самите ја преземаат одговорноста за тоа што го говорат и овозможуваат кажаното едноставно да се става во секаков контекст. Дали вие лично како човек размислевте? Не размислував. Каде е метларката? Нивните опоненти имаат доволно време да размислат, ама им недостига фонд на зборови и конструкција со која ќе оправдаат изнесената мудрост. Па како финале на вербалниот екзибиционизам, обидот за вештачка самокритика станува израз на природна недугавост. Тоа е нашата цел на овие избори, да ги одмориме граѓаните од нашата глупавост во ова политичко мачуриште. Каде е метларката? По таа бара и натаму продолжуваат да не се разликуваат субјектите од објектите. Па наместо да се одморат, граѓаните и натаму се жртви на заморните политички гафови. Почитувани представници на изведувачите, Искра Словенија, Искра Македонија, колектори, кои што сте исто така вградени овде. Каде е метларката? И на крајот, сличноста со лидерот изгледа е обврска за секој партиски функционер и таму каде што се објаснува функцијата на некој предмет. Мора да се вградат карактеристики на суштество. Каде е метларката? Еве е метларката, жива и здрава. Дека е жива и здрава, ама по сето тоа што се гледа, изгледа дека одамна не е ставена во функција. Каде е метларката? Толку за вечерва. Се гледаме в петок од 22.